Јас би сакала за почеток да го презентирам она што Цивил го работи во рамки на зелените политики, подоцна малку и да поразговараме на тоа што град Скопје го работи, вклучително и она што го презентиравте како проект пред 2 дена, зелениот коридор кај Серава и претходно Лепенец. Зелените доаѓаат е проект чија главна цел е подобрување на јавната свест, знаењето, односно едукацијата и активното граѓанско учество во поддржување на концептот за градење општество кое што ќе ги негува зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот или борбата против национализмот, и кое што преку таа едукација и информирање ќе знае како овие 3 компоненти се поврзани едни со други, да ги разбере и да има свест на едно повисоко ниво за да придонесе во соработка со носителите на одлуки за градење на едно општество кое што можеме слободно да речеме дека е зелено, во кое што има заштита и социјална правда и кое што нема да знае евентуално некогаш во некоја блиска иднина што е тоа национализам и кои се тие реторики. Ова што ние го работиме, значи преку подигање на јавната свест, едукацијата, промоцијата на зелените вредности, на социјалната правда и антинационализмот, го правиме од повеќе аспекти, пред се преку теренски активности и комуникација со граѓанките и граѓаните низ целава држава, согласно колку што ни дозволува пандемијата и со максимално почитување на протоколите за заштита од COVID-19, меѓутоа и со мониторинг на ситуацијата во целата земја, како стоиме со зелените вредности на полето на заштита и социјалата, преку презентации, вакви настани и разговори со носители на одлуки, како што сте вие, медиумската продукција, која што е навистина битна и посебно на интернет и социјалните мрежи. И крајната цел ни е да создадеме еден документ кој што ќе биде доставен до сите надлежни органи и кој што ќе биде основа на креирање на зелените, односно на граѓанска платформа за демократија, антинационализам и зелени политички, општествени и економски алтернативи. Во интервјуто вие одвоивте навистина и тоа барем пластично ги објасните сите оние чекори што ги презема град Скопје во однос на негување на зелените вредности. Дури дадовте ваш став како градоначелник за тоа како вие се борите и самиот град против национализмот и колку може всушност градот да преземе во однос на социјалната заштита, односно кои се ингеренциите на град Скопје, кои се на Министерството за труд и социјална политика. За почетокот честитки за лајка и за стационарот. Јас се надевам дека тоа навистина ќе биде успешна приказна на град Скопје. Меѓутоа, за почеток, еве, ќе ви дадам, би сакала меѓу другите работи, да малку повеќе и за проектот за зелениот коридор Сарава и Лепенец. Повелете. Благодарам, добар ден на сите. Фала на поканата, мене ми е во принцип секојаш кој човек прво задоволство кога промовираш, стимулираш или пропагираш организации кои што во суштина ги имаат вистинските вредности кои што за жал во времето во кое што живееме се сериозно и девастирани, дел од нив загубени. Мислам дека со еден малку поинаков пристап на секој од нас поединечно можеме да ги вратиме некои од работите во нормала. Зелените коридори на реките Серава и Лепенец се нешто за што во минатото често се зборувало. Меѓутоа, како и за жал премногу често, зборови многу тешко се поминувало на некои поконкретни активности. Ние во конкретнава ситуација студијата од 2017 која што зборува за постоење на зелени коридори, ја дигнавме на еден квалитет повеќе, а тоа е да ги изработиме основните проекти, што сега значи дека градот како институција е доведен во позиција да полека или јас секогаш кажувам чекор по чекор, влезе и навлезе полека во
имплементација на зелените коридори. Што представува зелените коридори? Зелените коридори на Лепенец, особено Лепенец на својот крај, како река во течението влага преку Косово, Република Северна Македонија и во Скопје се влева во Вардар, значи во тој еден мал сегмент во опфат на градот Скопје, а Серава од нејзиниот извор, таа е поројна река, која што собира поројни води од Скопска Црна Гора и како таква влегува во Вардар. Тоа значи дека во овој дел што е предмет на обработка би дошло до целосна заштита на течението на реките, целосна заштита на реките и заштита на природните услови, а сето тоа стаено во функција на граѓаните и на луѓето кои што ќе можат на некој начин, како да кажам, да имаат едни поинакви можности кои што градот ги нуди како места на кои што би можеле природно и добро да се осеќаат и чувствуваат. Мене ми е драго што во изработка на овие основни проекти влезе добар дел од слушната јавност, што имаме, што значи дека гарантираат како документи ситуација која што може да биде и изведена и ситуација која што може да биде имплементирана, при тоа нејзиниот кредибилитет да не биде доведен во прашање, имајќи во предвид дека тука учествуваа луѓе што вработени во градот, што надворешни соработници, кои што меѓу другото се и вработените од секторот за животна средина, што е квалитетен сектор во рамки на градската администрација, и тоа е гаранција дека она што би се направило би било сериозна оставштина за идните генерации на Скопјани. Колку време би Па- траел целиот проект, односно да се постигне саканиот резултат? Долго, не се тоа чекори што треба да се импровизираат, нити се чекори кои што многу едноставно и лесно може да се имплементираат. Многу битно е за мене, пак велам, квалитетот, односно подлогата по основ на која што тоа ќе се започне како такво. И мислам дека имаме добри и сериозни можности. Јас ги гледам и можностите, очекувам дека и покрај некои ситни повеќе дневно политички моменти кои што се за потреби пред се на бугарската, не на македонската политика се раѓа наводно некаков проблем околу почетокот на преговорите за полноправно членство со Европска унија и некако градот можеби случајно во вистински момент ги доби како квалитет овие документи, затоа што животната средина како едно од сериозните поглавја ем ќе биде наметнато како обврска од една страна, ем ќе бидат достапни фондови за исполнување на тие обврски од друга страна, така што може би и имаме ретка можност да навлеземе и како град со наши средства, меѓутоа и како средства од Европската унија да започнеме со имплементација на двата коридора, што во 2021, што во 2022 година и полека да ги создадеме тие коридори. Тоа значи дека непречен влез на природата во урбаното градско јадро. Еве така би ги дефинирал тие коридори по течението на две реки кои што се можеби во перцепцијата на скопјани некако на подолно ниво, затоа што кога зборуваме за скопски реки зборуваме за Вардар, што е редовно и за Треска. Меѓутоа овие две многу поретко се споменуваат, и ми е некако логично, зашто ако сега влезете кај сливот на Лепенец и Серава и видите што се таму се наоѓа во тие корита, веројатно би е и логично зашто луѓето не ги перцепираат. Таа е состојбата што ќе сакаме да ја подобриме и да ја направиме, како што реков, во еден природен амбиент достапен за граѓаните. Што е актуелно, доаѓа зимата, знаеме дека еден од поголемите проблеми ќе биде загадувањето на воздухот, меѓутоа вие апелирате и имате повици постојано и во врска со опалењето на Огнови на отворено, истрниште. Значи, што друго е актуелно, кои мерки ги презема град Скопје во однос да влеземе во зимата со малку почист воздух од она што стандардно го очекуваме секоја година? Борбата против аерозагадувањето и борбата за здравата животна средина не е борба на еден фронт
и не е борба каде што треба да решите определена точка и да проблемот исчезне. Напротив, тоа е борба на многу фронтови. И сите битки треба да се водат паралелно. Затоа е тешка. Во лепезата на некои работи што ги имаме превземено во последните 3 години како сум ја градоначалник, зборуваме за некои 27 ситни на изглед работи кои што придонесуваат во намалување на бројот на загадените денови или високо загадените денови. Заради тие 27 мерки, меѓу другото, е и реално, компаративно гледано, подобрена состојбата со аерозагадувањето во 2019 и 2018 визави 2017 па надолу. Тоа се анализи и бројки кои што се достапни јавно, затоа што мерните станици на Министерството за животна средина се со достапна датабаза и може да се направи компарација. Сензитивна јас од позицијата што имам да зборувам на таа тема, затоа што нели градоначалникот е човекот кој што луѓето со право очекуваат дека треба да превземе некои работи и е таргет, да речам, за оваа проблематика. Е и сензитивна затоа што е сериозно лична, интимна кај секој од нас, бидејќи преку аерозагадувањето има манифестација во личното здравје и на нас како луѓе, меѓутоа и на нашите семејства. Не се воведовме неколку работи што ги нема порано, палењето на стрништа е акција што е движечка, што се одвива и која што традиционално веќе трета година палењето на огнови или систем на палење на против палење на огнови на отворено, во кој што се вклучени повеќе институции, е присутно чистењето на оджаци, е присутно алтернативните сообраќаи се присутни како такви, зголемениот, сериозно зголемениот инспекцијски надзор на инспекторатот на град Скопје е исто така присутен, тој па придонесе до оние мали стопански субјекти кои што ги затоплуваат, што знам, гуми со користено улје, не знам, обично автосервиси, се тој тип на објекти, едноставно тоа престане. И е дел од веројатно сликата зашто во 2 години назад имаме подобри резултати. При тоа сакам да напоменам дека на наше барање како институција вредностите за тоа што се смета за загаден ден или за загрозеност или за потреба за интервентни мерки се паднати. Тоа го баравме затоа што самите сакавме да поставиме една повисока цел и тоа да ни биде таргет. Сепак главните компоненти или главните удари се на 3 фронта, кога е аерозагадувањето во прашање, едниот е сообраќај, и тука ние можеме да влијаеме само во делот што се однесе на јавниот транспорт. И мислам дека градот е добар пример. Новите автобуси кои што ги купивме се автобуси на CNG и тоа е, да речам, сериозна придобивка и по квалитет и по изглед и по комоција. Мислам дека граѓаните веќе ги гледаат на новите публици и ја прават разликата. За прв пат промовиравме постоење на такси компанија, организирана такси компанија, која што исто така флотилата се на CNG, значи гориво, односно природниот газ кој што за 90% помалку има неквалитетни издувни гасови во атмосферата, но се продуцира 90% помалку. Сме сериозно заминати напред во процесот на воведување на така наречениот Bus Rapid Transit, што ќе представува револуција во јавниот транспорт во Скопје, кој што веројатно голем дел од скопјани, од кој ќе го имплементираме, ќе речат, па добро, не се исплати да возиш кола, боле да се качиш во јавни превоз. Зошто ова го велам, инаку не зборувам на памет, значи тука се постапките, процедурите со ЕБРД, градот и владата во поодбината фаза. Јас очекувам дека кредитното задолжување во висина од 70 милиони евра ќе биде завршено до крајот на оваа година, во зависност од ако нема некакви блокади во собранието, што ќе го отвори патот да некаде во после февруари
биде распишан тендерот за имплементација, значи веќе за самата имплементација. Станува збор за јавен транспорт кој што на двете сообраќајни кичми, првата фаза е фаза од Новолисиче до Ѓорче Петров, втората е од Киселово до Бутел, ќе гарантира на граѓаните на секои 3,5 минути возило од јавниот транспорт, значи кое што ќе може да го однесе на посакуваната релација по така наречени посветени линии, значи линии во кои што остатокот од сообраќајот нема да се меша, што ќе го прави сериозно брз, квалитетен и ефтин. И затоа очекувам дека кога ќе започне да се имплементираат, кога ќе се стави во употреба, граѓаните ќе го употребуваат и кажав дека инспекциите во врска со индустријскиот надзор е вториот фронт и третиот е сериозен фронт, а тоа е затоплувањето на домовите. Ние како град сами бевме прва институција која што партиципираше во субвенционирањето на замена на грејни тела на цврсто фосилно гориво со инвертори и драго ми е што тоа после се пратеше од страна на владата и во теке, ете утре имаме една промоција, да речам, за граѓаните на општина Карпош, во теке 100% субституција, средства кои што владата на Република на Северна Македонија и ЕЛЕМ ги уплатија на наменска сметка на градот Скопје, некаде околу 5.400.000 евра, што значи дека околу 5.400, а субвенцијата 2.000 евра, што значи дека околу 5.400 оџаци помалку ова зима ќе загадува Скопската котлина. Тука секогаш сакам, не случајно споменувам Скопската котлина, би ве замолил и вас, дел од притисокот на јавноста и медиумите да биде насочено и кон останатите градоначалници кои што се градоначалници на општини надвор од административните граници на Скопје, меѓутоа гравитираат во Скопската котлина. Тоа се Чучар, Сандово, Арачиново, Илинден, Петровец, Сопиште, бидејќи воздухот не познава административни граници, а некако делови од градот како што е Лисиче можеби да бидат жртва на затоплување на домовите на тие граѓани таму што живеат, затоа што е најниската точка на Скопската котлина токму во Лисиче и таму некако по природата на нештата во зимните месеци најтешките гасови се собираат. И самите рековте дека кога веќе ова изгледа како добро трасиран пат за може само че ова изгледа како навистина добро трасиран пат на град Скопје во решавање на проблематиката чекор по чекор со аерозагатувањето, меѓутоа и самите рековте дека додека ништо се случи, граѓаните првин го напаѓаат или таткото на градот, градоначалникот, а нели бевме сведоци и на оваа тема, меѓутоа и на друга тема не еднаш сте биле повикани, меѓутоа имало и лажни вести, имало дезинформација, меѓутоа имало и говор на омраза. Како се справувате со овие инфилтрирани, да речеме, проблеми и во граѓанското општество и во политичките структури, или кога вие директно ќе се бидете дел од една таква реторика? Бејќи не случајно и не само кај нас, меѓутоа и глобално тоа го видовме и со пандемијата, токму лажните вести, говорат на дезинформациите, говорат на омраза и тоа како влијаат на перцепцијата кај граѓаните за било што и да зборуваме и за зелени алтернативни решенија и перспективи, и за социјални решенија, и за антинационализам или за пандемија со COVID-19. Добро се, малку наврат го испуштив градски енергетски системи за затоплување на домовите, тоа е јавно предпријатие кое што е во фаза на лиценцирање кај регулаторната комисија и верувам дека конечно ќе тргне тој процес на организирано затоплување на домови и гасификација. Јас сум некаде околу 7 години као човек присутен во високата, да кажам условно, политика, што како портпарол на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па понатаму пратеник и после тоа градоначалник. И како таков најчесто сум сериозен таргет на лажни вести и црна пропаганда. Е работа на која што веројатно со тек на време отрпнувате. Едноставно затоа што, како вика народот, во поле врата и на луѓе уста не се затвара. И подобре е да не се бориш против тие работи кои се таргетирани против тебе лично,
Зашто едноставно нема логика. Не можеш да се докажеш. Проблемот што е или феноменот што е од социолошки карактер, а кој што не се однесува на еден човек, градоначалник на Скопје или не знам, било кој друг функционер, е што за жал неретко ни се случува организирано играње со најинтимните емоции на луѓето. Тоа е националната припадност, верската припадност и здравјето. И некогаш заради лукративни пред се политички цели на определени политички структури од опозицијска провениенција, од сегашната опозиција, скоро 12 годишна власт во времето на од 2006 до 2017 година, свесно се дискредитира што луѓе, што целни групи, малцински целни групи, со цел да се придобие, да се дискредитира во јавноста и да се придобијат определени политички поени, што мене никогаш не ми било прифатливо и затоа може би лично некогаш сум и пожесток во реакциите, затоа што стварно не мислам дека е добро да се крира определена лага кон определени луѓе со цел да дојде до нивна дискредитација, а да некој тоа се да направи политички бенефит. Не беа така давно времињата. Веројатно се сеќавате кога по порталите кои што беа под директна палка и се уште се под директна палка на политиката, за жал. Тука веќе влагаме сферата на медиумските слободи. Луѓе беа дискредитирани, заокружувани со црвено, за нив беа кажувани што лаги, што вистини. Јас сум веројатно, сега ќе кажам можда потежок збор, како нели, мојата квалификација е пијандура. Тоа е црната пропаганда за Шилего, кога на аргументите со кои што јас настапував политиката, нема што да одговорат, па вика овој пијан држи говори. Сега, дали да се замараш, дали да не се замараш, зборувам сега лично, како човек што бил таргет на таа приказка, дека ти е сеедно, не ти е сеедно, дека не само заради себе, туку заради тоа што веројатно тие црни умови во македонската политика никогаш не помислиле на тоа дека секој од нас, надвор од својот јавен живот, има и приватен живот, семејства, деца, луѓе, нас не става на така наречени потерници во периодот на превземање на власта, што лича на некрофили во соседствата каде што живеевме, затоа што бевме барани за предавство. Не е пријатно. Меѓутоа, Павелам научува со тек на време да живееш. Како да одговориш? Можеш да одговориш само со поинакост. Јас се обидувам да го водам градот на многу поинаков начин на тоа што бил воден, за да луѓето видат разликата. Затоа што јас на вистина мислам дека доброто владење е одговор на лагите. И кога луѓето ќе ја видат разликата, се помалку ќе веруваат на лагите. Повторно кажувам, не сме проблем ние што сме индивидуи, што сме дел од јавниот политички живот. Проблем е кога се таргет така наречени малцински групи во смисол на, не знам, говор на омраза кон различна религија, говор на омраза кон различна сексуална припадност, говор на омраза кон или скриен говор на омраза, тие се па да речам страшните, кон категорија на лица кои што се со посебни потреби или лица со попреченост. Што се случува? Компарирање, односно прозивање во погрдна смисла на луѓе со употреба на националната припадност на нив. Еве го, види го ко цигане, види го ко шиптаре, види го као кауре, се приказки кои што за мене се туѓи. На тоа можете само, пак велам, со поинакост во владењето, со поинакост во пристапот, со воспоставување на системи кои што сака некој или не ќе продуцираат вредности, поинакви од тие на овие црните умови,
ќе ги верификувате тие вредности кај поголемиот дел од јавноста и тогаш сте добили битката. Зошто и ние како организација и во рамки на овој проект ги опфативме токму и говорот на омразата и дезинформациите, лажните вести, токму затоа што зелените вредности подразбираат корпус на почитување пред се на човековите права и слободи, човековото достоинство, меѓутоа и владење на правото, демократија, еднаквост, или тука нема што да се зборува, антидискриминација, социолошка и еколошка правда, како и коренитата трансформација на општеството во кое што живееме, во корист на сите, во корист пред се на нас како граѓанки и граѓани, без да забораваме дека треба да се грижиме и за од другата страна, од она од кое што зимаме. Значи, таа ни дава, меѓутоа треба и да враќаме. Една од, да речеме, овие пораки и она се што ние како организација го работевме во рамки на овој проект, па дури и овој разговор што денеска го имаме, ќе биде внесено во извештајот, анализите на аудитек што ние како ќе ги презентираме на завршната национална конференција на 21 октомври во хотел Порта, на која што ќе бидат поканети сите градоначалници. Вас прва ве поканувам, се надевам дека ќе одговорите, ќе добиете и официјална покана, и на кои што ќе бидат повикани и министри од одредени министерства кои што ги тангираат токму оваа тема. И јас се надевам ова ќе бидат на некој начин нашиве препораки, што можеме, доколку вие одговорите еве на поканата позитивно, што би им препорачале на нив, затоа што знаеме дека голем дел од она што и вие како локална власт треба да го имплементирате многу зависи од ресорните министерства и други надлежни институции за темиве за кои што зборуваме. Па јас како човек сум цврсто убеден во една пластично кажана работа дека општеството е слика од пазл. И дека кога секој својата коцка од пазлот ќе стави на своето место, ја добивате комплетната слика. Тука зборувам не само за нас како индивидуи кои што имаат определени авторитети и носат определени услуги, не само одлуки, не само како предводници на институциите и делови од политичкиот живот, туку зборувам и за местото и улогата и на невладиниот сектор, местото и улогата на медиумите во една помалку заборавена категорија наречена општествена одговорност. Секој од нас е општествено одговорен на свој начин, особено ако е тој начин на негово действување организиран, тогаш има поголема тежина. Сакам да истакнам тука и улогата и поврзаноста на медиумите, особено социјалните медиуми, по социјалните мрежи, порталите, а визави креирањето на лажни вести и црните пропаганди, меѓутоа и улогата на електронските класични медиуми. Јас некаде на почетокот на мандатот мој употребив една реченица која што после беше што злоупотребувана, што некојаш лошо кажана, тоа е да замолив да не правиме од активностите реалити шоу. Ја разбирам и борба на пазар, ја разбирам и кликање, меѓутоа секојаш треба веројатно секој што раководи со институција, секој што е носител на политичка позиција, секој што е учесник во НВО секторот, секој што е новинар, да речам медиуми, не ова го кажувам за да биде сватено како некаков атак, тоа треба да разбере дека тоа што ние го кажуваме, како некакви си авторитети во областите во кои што функционираме, дава импликација долу во општеството. И токму затоа мислам дека секогаш треба да внимаваме секој на своите потези. Тоа би било порака и кон сите што веројатно во голем број ќе учествуваат на вашиот завршен дел од овој проект. Јас ви благодарам на разговорот и што и не пречекавте, меѓутоа и не сослушавте во она што ние имаме да го кажеме во врска со нашите активности за проектот, и се надевам дека ќе се видиме на 21 октомври. Очекувате официјална покана од наша страна.